Добро вечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова и вечерва, како и во изминатите неколку емисии, повторно сме со нашите познати гости, плюс уште еден гост и нов гостин, и говориме за истата тема што е поголем грев, Македонија или македонизмот. Имаме за што да говориме, затоа што нашата последна емисија до сега имаме многу нови работи што се случија. Договорот со Бугарија е веќе потпишан, стана реалност, донесен е и законот за јазиците, имаме и уште неколку други работи, но ајде со ред. Прво да ги представам моите вечерашни гости, господинот Крсто Ивановски, пратеник во Македонското собрание. Добро вечер. Добро вечер. И господинот Предраг Димитриевски, господинот Сотир Костов, обајцата кои што се иницијатори за овој серијал на емисии, за да се обидеме да им кажеме на граѓаните за сите игри и сплетки што се правеле околу Македонија и околу македонизмот од историјата, па еве и до ден денеска истите работи, се чини ништо не е изменето. Ајде пред да започнеме со оној наш дел од емисијата, би сакала ваш коментар сите тројца за последните работи што не се случува, договорот за добрососедство веќе е реалност, договорот односно законот за употреба на јазиците. Ајде се Добро. Од минатата емисија до денес се случија две крупни работи, по моја оценка штетни за Македонија и македонскиот народ и Република Македонија за државата. Тоа е потпишувањето на тој фамозен договор и еве влегување во процедура или поточно излегување од владата, влегување во собраниска процедура на законот за јазиците. Нешто повеќе би кажал за договорот, бидејќи мислам дека тој е многу штетен како за сегашноста, така и за идните поколенија на Македонија, а да бидам искрен ги потресува и коските од минатото, како на хероите, така на сите што живееле во Македонија. Но да не биде се темно, траурно, јас на еден вид начин, преку една случка или виц или не знам што раскажано од еден велшани што бил во Македонија, да испитува нешто, сакам да кажам, па ќе направиме една споредба, многу накратко. Кога шетал да истражува Македонија, дошол некаде во средината во некое село и во долчето во нивата видел како стар дедо и млад внук од момче од 16, 17, 18 години работат, а во едната страна, значи тоа е некаде, да речеме, НОП, периодот на НОП, на едната страна од ридот, на едниот трик поточно биле комунистите, тоест партизаните, а од друга страна бугарите, поточно окупаторите. И почнале да се закачаат, да си префрлат едни со други. Сега бугарите, окупаторите, фашистите на партизаните им викале комунисти, овие им враќале фашисти. Дедото бил во години, со недобар слух, го прашал внукот: внуче, што е ова нешто, што зборат исти? Не, дедо, тоа е ехото. Не е исти. Овие нови им велат комунисти, партизани, а овие им велат фашисти, па тебе ти се чини дека се исти. Не се тие исти, тие се многу различни. Овие се вика кои се борат за нашата слобода, нашето национално обединување и се борат против антифашистичките сили кои не окупираа, нашите окупатори се германите, италијаните, албанците и бугарите, и се луѓе кои и мислат добро на Македонија и на нас македонците, а овие другите дојдоа и не окупираа. Па видете сега. Ова го кажувам сега во контекстот, ајде да се завртеме тркалото 60-70 години нанапред, доваѓаме во денешни денови и да се подсетиме, дури не сакам да изговорам веќе, како рече Заев кога пред отиде во Софија, кис народ сме и така натаму. Па не сме исти, видете, многу се разликуваме. Значи, дефинитивно, овие се окупатори и фашисти, а ние сме држава која беше на страната на победникот во Втората светска војна и водеше антифашистичка борба и војна за ослободување и за национално обединување. Од прилика, со ова го кажував моето мислење кон договорот, а народот, граѓаните на Република Македонија го кажаа своето, не знам дали ќе се согласите со мене, тие начестувањето отсуствуваа, молчешком пресудија и на договорот, и на овие политички екзибиционисти што од Бугарија ни дојдоа да ни ликуваат. Ги немаше во Крушево, ги немаше во Пелинце. Добро, редовно во плоштадот ги немало, бидејќи таму само во Скопје на трите споменика се
положува венци и цвеќе, но ги имаше само во Трново иселениците. Значи, ова, за мене, ова е молчишкум поука или опомена до власта, внимавајте што правите со државата. Ова е прилика за мене, бар така јас толкувам, видите, треба сите да празнуваме заедно. Јас се сеќавам на годините и по 50-60 илјади, дури една година стигнавме, негде 2002-та, 100.000 луѓе имаше на Крушево. Па имало години и кога вамо што е репликава за Асном, за Прокопчински, во Кумановско село, имало луѓе, ама овој пат само званичниците. Еве, ја бев во Скопје пред 30 паметника, имав чест и цвеќе да положам, само званичници да имаш. И да имаш дупло, трипла, 5 пати повеќе војска, народот и го нема, видите, тоа е голема опомена и некој треба просто да го стави на чело и да се замисли каков догор ми направи. Па еве, нека биде тоа за почеток доволно. Предраг? Добро, според мене 3 настана се случи. Распишувањето на локалните избори, да не го изумиме и тој чин. Имаме и четврт, ќе го споменам подосна, кој што не е во контекста, тоа е акцијскиот план за мигрантите. Да, и тоа, да. Во секој случај, мислам дека овој Илинден ќе остане запаметен по тоа што остави едно црно петно врз тој наш национален празник. Договорот за добрососедство е потпишан веќе. Ќе видиме дали и како ќе функционира во пракса. Законот за јазици вледе, го помина владиното сито, промовиране. Меѓутоа, тоа што мене ме загрижува е фактот дека и во договорот, и во законот за јазици постојат две работи кои можат да фрлаат сенка врз тие два акта. Прво, во договорот за добрососедство, улогата на тоа цензорско тело. Никој не знае која ќе биде. Тоа прво треба да го видиме, нели? Сите велат дека е страшно, така. Меѓутоа загрижува тоа што се јавуваат уште туку што потпишан договорот, неождановизмот ни се јавува на отворена сцена. А кога станува збор за јазикот, за употребата на законот за употребата на јазиците, тие казнени одредби со парични глоби исто така создаваат една перцепција дека се што не е ако не може милом силом, значи ако не е природно не може да многу потешко ќе профункционира во пракса. Инаку кога станува збор за локалните избори, убеден сум дека ќе бидат еден вид увертира и патока за тоа што понатаму ќе се случува на политичката сцена. Иако постоеше доза на скепса дека може да дојде и до одложување по на првичното, или сепак очигледно дека веќе партиите се чувствуваат подготвени за локалната трка, така да од резултатите на локалните избори ќе зависат и идните политички чекори во државата. Ќе го слушали било кој народот, господин Крстојвановски, народот некако, имаме и анкета една денеска од Павла Шатев најнова, која што вели дека многу голем број од испитаниците биле против договорот со Бугарија, но договорот со Бугарија не е реалност, законот за јазиците влезе во собрание. Добро, кога сме веќе тука, јас ќе бидам малку погласен од моите соговорници. Јас сум бил оптимист секогаш во животот, не знам што е тоа песимизам, но како и да е, искрен сум. Многу пати сум бил на оваа телевизија, сум бил на други. И по не знам кој пат ќе повторам дека нештото што сум го кажал пред една година, ќе го повторам и сега и ќе го повторам и понатаму, се додека на луѓето не им стане вистина. Никогаш не сум сакал да лажам, никогаш не сум сакал да се правам важен. Се што сум го кажал искрено од душа. Искрено онаков каков што сум јас, Крсте Јовановски. Во тој контекст сакам да ви кажам нешто. Прво, околу народот. Кога се потпишуваше договорот или пред да се потпише договорот кој беше таен, скриен и така натаму, јас шетав низ градот овдека, гледав многу луѓе си седеа по кафани, по кафичи, некако не беа многу заинтересирани. Но тоа зошто и како е
заслужува посебна емисија каде што можеме нели психолошкиот профил на нивниот однос према сето тоа да го видиме. Генерално денес видовме една анкета која мене на пример ми даде една многу позитивна слика за нештото што се случува во нашата татковина. Тоа е едната работа. Втората работа е тргнете од тоа кога се потпишуваше договорот на 1 август. Јас бев овде во студиото кај вас во вестите Гостин и спомнав една голема работа дека градот беше блокиран, се беше блокирано, дури и владата беше блокирана, а господинот Заев викаше дека и оградата ќе ја варал. Значи кога ти потпишуваш нешто во името на народот и кога тоа е толку многу добро, немаш потреба да правиш блокади. Тоа значи дека е толку многу штетно за народот, што со толку многу војска, специјалци, полицајци или не знам веќе какви што бранители на тоа, ти го држиш народот контра. И сега ќе си одговориме на прашањата. Значи дека тој договор е многу штетен и него му е страв да се соочи со истиот народ. Затоа го криеш. Тоа е, според мене, едно страшно предавство. Јас немам мака да го кажам тоа, нити пак... Не се ли согласувате со нивното гледање чашата полуполна на место полупразна? Ама немојте тие флоскули што ги кажува господинот Заев. Господинот Заев прво не ја разбира таа флоскула, некој му ја напишал. Тој не знаеше ни да ја каже, тој не го разбира тоа. Има многу нешта што не ги разбира, тој само ги кажува онака како што му се напиша. Сепак тврдат дека со овој договор македонскиот народ и јазик се признаени, така? Нормално дека ќе тврдат за да се оправдаат себе си. Но зошто им требаше толку тајно? Нити да го објават. Еве, ние веќе подолг период бараме во парламентот седница посебна за да го преиспитаме договорот со Бугарија. Тие бегаат како од ѓавол. Мислам, бегаат, како да ви кажам, не сакаат да дискутираат за тоа. Впрочем, исто така бараме и седница за пожари, за она што се случува во Струга, за мигрантите што ги спомнавте, тие не сакаат ништо. Но да одиме понаму за договорот зборувавме. Сега јас од оваа позиција овде, значи секогаш од пред извесен период настапувам во име на гледачите и сакам гледачите да ме разберат. Пред извесен период господинот Заев во Струмица беше покровител на некакво друштво, односно некаква манифестација со име Крсте Петков Мисирков. Само да ви прочитам нешто кога станува збор за Крсте Петков Мисирков, бидејќи јас во истиот тој град во Струмица го играв на сцената на театарот Антон Панов во Струмица Крсте Петков Мисирков. Крсте Петков Мисирков во оригинал вели вака: Господине Заев, те молам да ме слушнеш во поглед на договорот. Вели вака: создаењето литературен јазик јет духовна потребност кај нас, со која се мислит да се клаит крај на злоупотребите на пропагандите со нашите интереси, со кој требит да се создаит свој литературен и научен центар. Понатамо вели: верата и јазикот се душата на народот, господине Заев. Мисирков, вели Гане Тодоровски, е историското око на Македонија. И потоа продолжува, вели: Македонија треба да биде основана во своите географски, етнографски Заев, културни и историски граници, како посебна самостојна единица со своја влада одговорна пред собранието. Ако си ти, господине Заев, покровител на оваа манифестација во Струмица, дали го знаеш ова? Тоа е едната работа. Втората работа: од Струмица потекнува Благо Јанков Мучето, кого јас имав среќа да играм како монодрама 85-та година. Сега е 2017, то се 32 години од тогаш. Исто на 13 јули, мислам дека ми беше премиерата, на денот кога е убиен големиот Благо Јанков Мучето. Јас зборував овде во емисијата за Благо Јанков Мучето. Вие не знаете кој е тој голем човек. Јас, иако го играв, се уште не знам по кој патеки одел тој. Сега него го убиле бугарите. Слушнав дека таму на споменикот го истругале тоа бугарскиот куршум или што пишува, не знам, метафората. Тоа нема да го скрие. Бугарите од кај дојдоа во Македонија? Од Софија. Зошто дојдоа во Македонија бугарите? За да го тепаат нивниот народ кој идеолошки се разликува од нив самите. Пази богати. На што сме ние? Што потпишуваше тој човек, знае ли? Ако знае, овде сум тенок. Не, тој ги исплаќа фактурите на одредени групи или чадори или не знам што го донесоа на ова место тука кај што е.
Тој не може ништо друго да направи на полето на економија, на полето на живот во Македонија, бидејќи само смрт носи. Тој ништо не може повеќе да направи, освен да го заврши планот 369. Односно, договор за добро соседство, закон за јазици во парламентот и сменето име со Грција. И тогаш се прашувам јас, за кои граѓани тој изборува? Оти тој често вика на телевизија, за граѓаните било добро, за граѓаните било добро, за кои граѓани? Кога ние ќе влеземе во Европа, односно нема ни да влеземе, нити како држава, нити како ништо. Овде спомнав дека ќе бидеме емигранти во собствената земја. Ова е полната или празната чаша на тој господин од Струмица, од Муртино, не знам од каде е, што не знае ни јавно да каже она што треба да го каже. Почитувани мои, гледајте ме и слушајте ме. Јас не сгрешив ни пред година и 2 месеца, ни сега не грешам. И тогаш ви го кажав што ќе се случи. Сега вие треба да одлучите дали ова што беше допред, нели, изборите беше режим или сега ова е режим. Со бркање од работа, со застрашување, со судски процеси. Првата реченица на Заев, знаете која беше? Зврлевски да си поднесе оставка. Премиер, избран, вештачки, со се, наместо, нели, инклузивност, дебата, подадена рака. То се негови зборови, не се мои. Зврлевски да си оди. Значи, најмногу му смета Зврлевски. Зошто? Еве и сега имаме дебата во собрание, затоа што има обвинение за подкуп и за пуч. Пазете сега, тој е премиер кој направил пуч во државата, скриен, аболициран за глобал и за подкуп, кај што има пим мерки. Ама тие мислат дека Зврлевски е крив. Зврлевски е јавен обвинител, но тој обвиненија не поднесува. Поднесуваат обвинителите доколку најдат за сходно дека има сериозни индикации дека е сторено кривично дело. Така. Сега тие не ги менуваат обвинителите. Зврлевски го менуваат. Оти сметаат дека од Зврлевски доаѓа тоа. Највисокиот реформаторски однос во правниот систем им е смената на Зврлевски. И сега кој го менува Зврлевски? Сите оние кои ги гледавме на Телма, најмногу, и на ТВ24, за кои во оваа телевизија имам зборувано дека секој од нив поотделно ќе биде или судија, или ќе биде обвинител, или ќе биде правен советник, или ќе биде министер, или ќе биде во Републички судски совет, или врховен судија. Сите еден до еден. Гледајте ги после извесен период и речете ми дека ќе сгрешам. Оти знаете веќе кој е, нели, номиниран за нов јавен обвинител. Нов јавен обвинител, номиниран Давидовиќ, кој зборуваше дека сето судство или судиите кои работат во судството се, што? Багра, неписмена, бандити и така натаму и така натаму. Тие луѓе ќе владеат со нашата татковина. Може да бев малку подолг, но да се вратиме на нашата тема, вела дека историјата треба да се потсетува народот на историјата, затоа што историјата, освен што не треба да се заборави како историја, историјата честопати знае да биде учебник и за иднината, затоа и треба да се потсетуваме на она што било, затоа што не многу работи се различни. Во нашите први емисии, уште кога не беше да говорат за добрососедство толку актуелен, се уште само бегло се споменуваше дека ќе има. Ние говоревме за кој тоа ја разнебитува македонската држава, односно за влијанието на пропагандата на Грција, на Србија, на Бугарија во Македонија. Еве гледаме денешно ни се случува, но ајде ние да си останеме на она што е нашата емисија, тоа е да се потсетуваме на историјата со надеж дека оние кои што денеска имаат мокта ке слушнат, ке чујат и нормално народот нели да чуе. Имаме подготвено два телопи повторно од вас, господине Сотир и господине Предраг. Ќе одиме прво со првиот телоп. Првиот телоп чинам за Крсте Петков, Мисирков, дека е да го погледнеме, пак ќе го коментираме. Токму ова што го говорите. Се е договорено, рекол Достоевски. Така, Ништо не е да го видиме случајно. тело. За народниот идеал, патриотизмот. Секој човек, како член на некоја општина или на некое другарство, има извесен долг и извесни права кон нив и од нив. Народот не е ништо друго, освен едно големо другарство, основано на крвно родство, на општ произлез, на општи интереси. Паметувањето на тоа сродство, тој произлез и тие интереси го натеруваат секој член од некој народ да се одрече од некои своји права и интереси, за да му посвети дел од своите сили на општото добро. Долгот кон народот е тесно поврзан со долгот кон татковината, зошто поимот народ е тесно поврзан со поимот татковина. Долгот кон татковината и народот до неговото исполнување се вика народен идеал и кон неговото исполнување треба да се стреми секој свесен човек.
за посебноста на македонците и обединувањето. Нам ни треба внатрешно обединување меѓу себе. Не ни требаат во Македонија ни срби, ни бугари, ни грци, затоа што не сме ни едното, ни другото, ни третото. Не ни требаат патриаршисти, екзархисти, затоа што ние сме само православни христијани. Делењето е вештачки создадено од балканските државички со намера да ја делат Македонија со текот на околностите. И така имињата Србин, бугарин и грк си служија својата служба во Македонија и за нив таму веќе нема место. Време е да ги замени едно општо за сите македонски словени име, името Македонец. Таа смена е само логична последица и се бара од околностите. Таа смена делумно веќе е настапена и не е далеку од тоа време кога таа ќе триумфира. За јазикот. Значи, токму сега му е времето да се мисли за нашиот јазик, нашата национална литература и воспоставувањето во националниот дух. Сега настапува време за интерес за национално-религиозни прашања. Јазикот е средство со кое ние дознаваме што мисли, што чувствува и што сака нашиот собеседник. Во јазикот има одделни гласовни знакови или зборови за сите мисли, чувства и желби на еден човек. Затоа јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство во кое се заклучуваат отпечатени во гласовни, знаковни или зборовни сите народни мисли, чувства и желби со кои што има живеено и живее еден народ и кои што се предаваат како нешто свето од едно поколение на друго. Да си го зачува некој својот народен јазик и да го брани како светиња, значи да му остане тој верен на духот на своите прадедовци и да почитува се што тие имаат направено за своето потомство. Да се откаже човек од својот народен јазик, значи да се откаже тој и од народниот дух. Милост кон нашиот народ треба да имаме и ние, ако сакаме да му останеме верни на духот на нашите прадедовци. Мислата кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, затоа што тој е наш, исто како што е наша татковината. Првите гласови што ги имаме чуено се гласовите на нашите татковци и мајки, гласовите и зборовите на нивниот народен јазик. Преку нив ние ја добиваме нашата прва духовна храна, затоа што со нив се осмислуваше се што гледаме со нашите очи. Со народниот јазик ние ја освојуваме психологијата на нашите татковци и прадедовци и стануваме нивни духовни наследници, како што сме со снагата нивни телесни продолжувачи. Ако се однесуваме со презир кон народниот наш јазик, ние само им враќаме со неблагодарност на нашите родители за сето нивно духовно гледање и воспитание. Ние имаме право, освен долгот, да го браниме нашиот јазик и тоа право ни е свето. Секој што го напаѓа нашиот јазик, ние исто така наш непријател како напаѓачот на нашата вера. Верата и јазикот, тоа се душата на еден народ. За православието. Православието, најстарата, најраспространетата и основната религија на сите македонски народности, за сожалување, сосем ја загубило од видот својата главна цел да се е братство меѓу народите, да ги облагородува срцата на верниците. Наместо тие благородни задачи, православието се е само раздор и омраза. Тоа е сега најглавното средство во рацете на разни пропаганди со чисто национални и политички задачи. Православието во Македонија сега дотамо е искривоколчено што не може да станува збор за една православна црква. Сега таму има 3 цркви, но не се православни, а грчка, бугарска и српска. Зошто тоа да биде така? За црквата. Зари црквата не треба да биде една, соборна, вселенска и апостолска? Да, црквата треба да биде имено една и соборна, а не српска, грчка и бугарска. Црквата кај нас си ја загубила својата главна цел, па затоа македонската интелигенција и народот имаат полно право да ги употребуваат сите своји сили за да ја лишат црквата во Македонија од чисто национални цели и да ги вратат овие цели што и ги заповедал нејзиниот божествен основач, да го проповеда евангелието на сите јазици, тоест на сите народи и нивните јазици. За религиозните пропаганди во Македонија. Ако религиозните пропаганди се постараат да му го попречат на здружувањето на македонската интелигенција и македонскиот народ меѓу себе, тогаш правото нешто што ќе треба, тоа е да се образува во Македонија едина соборна апостолска црква, тоест да се востанови Охридската архиепископија, што ќе биде архиепископија всеја Македонија.
Религиозните пропаганди можат да имаат нешто против здружувањето на македонската интелигенција и народот само од национални причини. Ако е така, тогаш природно е оти со барањето црковна реформа ќе се соедини и барањето училишна реформа, тоест архиепископијата ќе земе во своји раце училишната работа и ќе се сообразува во неа со народноста на својата паства. Во грчките епархии и парохии ќе се учи во училиштето и ќе се служи во црквата на грчки јазик, во влашките на влашки, во словенските на македонски. Тогаш сите национални и религиозни пропаганди, кои што го црпеа народот на разни групи, непријателски едни кон друга, ќе се остранат и ќе настапи мир за народот, за Македонија, за Турција и за Европа. Говорел еден од најголемите активисти, човекот во кој што се колне Македонија и македонштината, човекот кој што е основоположник на СЕО, на што го имаме денеска, еден од основоположниците. Господине Предраг, го погазуваме ли се ова што го кажал Крста Петев? Кажав уште во една од претходните емисии дека според една анкета, нели, најзначајна личност во Македонија е токму Крсте Петков Мисирков. И сега отеднаш ние се откажуваме на некој начин од него. Меѓутоа, она што паѓа во очи со договорот за добрососедство во Бугарија, велиме е влог за воеднината, меѓутоа минатото треба целосно да го ревидираме. За да имаме еднината, мора да се откажеме од минатото, односно да заборавиме се. Сега, според мене, најголемиот недостаток на овој договор е тоа што на некој начин се во 21. век одново се промовира милет системот на Отоманската империја. Она што за генерации и генерации македонци останало несватливо, односно необјаснето, како правилно да го сватат поимот бугарин, сега ни се случува тоа, ни доаѓа до израз. Зошто го велам ова? Според милет системот, националната припадност произлегувал поимот бугарин и поимот грк, произлегувале од припадноста на патриаршијата, односно грк, и припадноста на екзархијата, односно бугари. Меѓутоа, тоа по правило не значило национална припадност. Туку само на која црква и припаѓаш. Да. И од тука... Како денеска протестант, католик можеш да бидеш во Скопје, можеш што сакаш да бидеш, има неколку цркви, меѓутоа сите сме македонци. Припадноста на црквата не може да определува националната припадност, посебно не во ова време сега. Така да на известен начин договорот го враќа тој милет систем. И сега генерации и генерации македонци се осакатени за да не може да го сватат правилно поимот бугари. И тоа и грците и бугарите го користат максимално во односите со Македонија. И затоа произлегува негацијата на македонскиот идентитет, односно припадноста на македонската нација. Ако на еден светол ден, како Илинден, некој стравува да го спомене македонскиот народ, па се крие зад флоскула мојот народ, тогаш веќе имаме сериозни проблеми. Дури и во смисла... Во Македонија. Дури и во смисла на тоа дека имаме граѓански устав и сме граѓани на Република Македонија, дори во политичка смисла, ако сакате, сме македонци. Нели? И сега одеднаш и тоа го доведуваме во прашање, дури ни е срам да се именуваме како македонски народ и како македонци. За волја на вистината пак, американскиот амбасадор од неговата екселенција Бели, при промоцијата на НАТО единицата кога пристигна тука за вежбите на Криволак, немаше никаков проблем во употребата на зборот Македонија и на придавката македонски војници, граѓани едно друго. А што преживуваме и како низ овие 2,5 децении самостојност, само ние знаеме, а има моменти кога наједноставното решение
се употребува, се користи и од неразбирливи причини не може да дојде целосно до израз. Зошто господинот Бејли може слободно да нема проблем да употребува Македонија, македонски војници, македонски народ, македонски граѓани, нели? А имаме проблем нашата политичка елита да го употребува тоа. Навистина е чудно. Дали сме добри соседи? Дали правиме исчекор во односите со нашите соседи со фактот што нема да кажеме кои сме, што сме, односно ќе молчиме, ќе велиме мојот народ, мојата држава? Како странците го, оваа држава. This beautiful country. Дали тоа не е првиот чекор кон Виткање кичма. без држава, виткање кичма? Друго сакав да кажам. Зошто го прифаќаме сето ова? Очигледно е притисокот на меѓународната заедница Македонија што побрзо да влезе во НАТО. Меѓутоа, обвинувањата за проруско расположение во Македонија и за енормно големо руско влијание во Македонија, мислам дека е до максимум злоупотребено и немаше да биде вака како што е, да имавме дури стационирана и руска воена база. Меѓутоа го слушнавте сите говорот на Пенс од Црна Гора, кој што директно обвини за руско влијание на Балканот. Неспорно е тоа, неспорно. Токму напротив, јас мислам дека овие токму законот за јазици, договорот за добрососедство, уште повеќе го расслојува македонското национално ткиво, барајќи нормално спас за нешто, заради тоа што не се чувствува сигурен на своето, на своето не се и се расслојува барајќи спас да се почувствува сигурен дека е тука. Јас верувам во добрата волја и расположението и сите анкети тоа го говорат, го потврдуваат дека НАТО и ЕУ е наш општ политички консензус. Сега, ако и тоа го доведеме во прашање, тогаш навистина не знам во кој правец ќе се движиме. Дали е случајно, господине Костов, што грците не го признаваат името, бугарите не го признаваат јазикот и народот, србите не ја признаваат црквата, како да се поделени кој што да не признава? И на крајот во целина, комплетно не ја признаваат никој Македонија. Не, ништо не е случајно во политиката и дипломатијата. Македонија многу држави ја признаа, 138 држави под уставното име, и не знам, некаде околу 160-70 или со овој акронимот, безобразниот, дори не сакам ни името да му го кажам. Ама не е случајно, Ние следната емисија, кога завршува овој циклус, ќе збориме за името, и тогаш најпластично ќе покажеме дека Македонија е еден од најголемите брендови во светот. Македонија е исконска, име направено со рани, со болки, ама од искона. Македонија е славна традиција, историја. Македонија е, некому му се свиѓа или не, Александар Македонски, Филип. Македонија е просветителите Кирил и Методи. И, ајде да не ја кажувам целата алка, завршно со Рацин и Конецки, да кажам. Никој досега не го земал името Македонија со тоа име да се ја поистоветува државата и никој не го зел името македонци со тоа име да се поистоветува први народ, а потоа и нација. Но ние покажавме во овие емисии дека тоа не е така, односно дека на овие простори луѓето од секогаш се нарекувале македонци, дури имаме и британски документи кои што ги покажавме низ овој серијал на емисии, во кои што се гледа дури од кога се споменува поимот Македонија. Не сме ни од вчера овде. Од секој пат, од искона, затоа го употребив изразот од искона. Но видете, има еден момент, а ние сите овие емисии сакаме тоа да го докажеме,
дека во одреден момент, а тоа е некаде пред стотина и кусур години, може би нешто повеќе, одлучува западниот свет да фалсификува историјата на овие простори и да не речеме европската историја. Прифаќаат еден лажен еленизам, прифаќаат една ненормална флоскула или фалсификат дека сегашните грци всушност се потомци на... Се македонци. Не, првата теза е на старите грци. Ама немаат благе везе овие грци со грците од античка Грција. И сега, втор момент што фалсификувале, варваринот, Филип и Александар Македонски. Значи, варварите, кои ги поробиле нив, а видите, никој пат Стара Грција не била голема држава, Даде држави тоа градови. биле држави полиси. И многу лесно, кој се најде некој моќен, паметен, како Филип, ги направил сите претходни договори, меѓудржавни, вела таму е зачната дипломатијата, тој е зачетник на меѓународната дипломатија, и ги покорил. И сега, како може човек што ги покорил, да биде толку воодушевен од нив, па културата им ја зел и наводно грчката, елинската култура ја разнесувал ни светот, а всушност да ве праша. Ние на следната емисија ќе кажеме кои се видни имиња од Стара Грција, од древна Грција се македонци. Ама ајде најголемиот ќе го кажеме. Аристотел е македонец. Тој го воспитува Александар. И сега, при еден таков фалсификат, кога почнаа нашите нови млади генерации историчари да чепкаат по архивите, Да ги најдат овие. да ги наоѓат, еве, англиски документи, француски покажувавме, и пред нас тоа го покажувале, и така натаму, полека ќе се најде и онаа прекината врска помеѓу старите македонци од Александра и Филипа и доселените словени, македонци словени, кои ги направиле првите склавини. Многу малку, не знам зошто нашата историографија зборува и пишува за првите склавини, и тоа се првите кнежества на словените, а дури има и такви кои потврдуваат со стари римски и грчки извори дека венетите се едни од племињата кои од секој пат биле овде. И дека во нив се кријат старите македонци. И дека таа симбиоза помеѓу македонските склавини и старите македонци ја дава сегашната хемија, алхемија, дух на македонскиот народ, на македонската нација. Бидејќи ние полека, тоест нашите претходници ги откриват вистините за Македонија, се открива дека Кирил и Методи не се грци, не се бугари. Факт е дека во својата крв имат грчка, по татко или по мајка, сега да не одиме да гледаме кој да во тие листовите за раѓање, но факт е дека тие од Византија, кој во тоа време е напредна културна држава, од нивните цареви добиле наредба, налог или што задача да описменуваат. И неколку мисии ги имат направено. Многу малку е пишувано за Бргалничката мисија, која е буквално на наш терен македонски. Најпозната е Моравската мисија. Ама не е тоа од бугарите. Има еден нисаки момент кога се враќа Климент, оди во Бугарија, престојува, ама тој бега од таму и доаѓа во Охрид. И се ја прави Охридската школа за описменување. Имаме Преславска школа. Зошто секој пат имаме дупликати? Имаме Охридска архиепископија, имаме Трновска патриаршија архиепископија или како е. Гледате ли, тој дуализам е веќе видлив. Тоа е греската граница меѓу бугарите и македонците. Сакам да се вратам на Мисирков, бидејќи тој од првата емисија до денес е присутен. Само 2-3 работи да истакнам. Денеска годинава се навршува 10 години од кога на двојка, за мене многу добри македоничари, македонци пред се, наши добри пријатели, Георги Барбаревски и Гоца Риштевски, го реанимираа делото на Крсте Петков Месирков преку за македонските работи. Јас сум многу среќен што
имам книга, издание од 1946 година, една од ретките, тоа е првото издание, после она издание од 1903 година, кое е уништено и се вели, приказката вели дека има само 3 примерока од таа книга. Верувајте, и ова е многу ретка и ми е многу кејф што, инако ја имам купено на плошта, да ви кажам, 1992-1993 година за 20 денари, што е брука срам, ама тоа е тоа. Кога беа инфлациите, кога народот продаваше се од дома, не се знае колку пати сум ја читал и препрочитувал и сум се задојувал со македонизмот и ми е посебно кеф што имам прилика со моите соработници и со вас, тоа и на македонската јавност да го пренесуваме. Тоа е едно и голема благодарност до Барбаровски и Гоце што ни помогнаа, ни дадоа дури и нивни CD-ња, DVD-ја да користиме за овие емисии и ние впрочем ги користиме. Втор момент, верувајте ми, многу ми е криво што нашите политичари и државници не се свесни за големината на овој човек. Верувајте, ова е нашиот Хегел, ова е нашиот Кант, ова е нашиот Гете. Ради тоа што не знам дали приметивте во Телопод, ние дадовме 6 области на негово действување, а ги има уште 36. Така. Тој е и филолог, и етнолог, и историчар, и културолог, и се е тој. И мене ми е криво што кога се правеше македонската држава, ја една спомнав големата слика на Тито и двете мали слики на Гоци и на, мислам, на Никола Карев или на Даме Груев, не сум сигурен за оваа третава слика. Мене ми е многу криво во средината или подеднакво заедно со Гоце и со Даме. Требаше да биде сликата на овој човек. Затоа што почнуваат Крчовски и Пејчиновиќ, продолжува втората генерација браќата од Струга, Димитар и Константин Миладиновци, што велам јас, па Григор Парличев и сите со него завршува кодифицирањето прво, систематизирањето на македонскиот јазик. Што ќе рече? Тој го посејува семето. Бугарите се многу злобни, злонамерни, го палат, го запленуваат тоа издание и тоа издание мирува до пред Втората светска војна, бидејќи имаме сигурни податоци дека Коста Рацин и групата околу него работеле по оваа книга и се задојувале со македонизмот. Но како и да е актуализирано сега и може да се рече градината со цвеќињата расцветани на македонизмот ги полеваат Коста Рацин и Блаже Конески и ни го создаваат, ни го систематизираат македонскиот јазик, граматиката, историјата на македонскиот јазик и така натаму. Овој човек е основоположник на се што е македонско. Мислам од денеска предлагаме да се отвори една социолошка расправа за него. Тој е и филозоф. Овој е и политиколог. Тој е и кодификатор на македонскиот јазик. Тој е и етнолог. Значи, за него знам, проучував овие 2-3 години, Јован Коробин се има за земано на некој од јубилеите, да се отвори специјален социолошки дискурс, да се види неговата големина, бидејќи многу работи за него се неоткриени. И сега завршувам со ова. Тој, ова книга и сето ова што сега се читаше на Телоп го има напишано 1903 година. На следната емисија ќе ги дадеме неговите говори од он ја предвидува поделбата на Македонија, на жалост, он е пророк на тоа што ни се случи, бидејќи тој го чувствувал тоа. Тој го чувствувал кога бил во Македонија, го чувствувал кога бил во Бугарија и кога бил во Петроград, во Русија кога бил. Но тој поточно лажи бугарската историја, историографија и историчари кога вела дека на стари години се превртел и се осекел бугарин. Не е точно. Еве ќе ви кажам. Сите негови статии од 1912, 13, 14, 22, 24 и 26 годината кога тој починува, се многу појаки веќе и на повисоко ниво, со многу подобар и почитлив македонски јазик напишани во сите списанија Македонија, Бугарија и Русија и пак се на позициите на одбраната на македонизмот. Тоа ќе го збориме следната емисија кога завршуваме. Значи, мораме да знаеме. Лага е дека тој, кога останал без пари, кога требал да подпише
за некоја задна стипендија или некоја помош, кога напишал дека има бугарски корени и така натаму. Но Тоа и е да е- судбината и на Холишевски, Но- тоа е судбината и на многу затвореници во бугарските казамати, јас би рекол, кои кога бирале меѓу животот и смртта, некои оделе во смрт, а некои потпишувале за да останат Тоа живи. не го прави дека е Некој бугарин со тоа статус. го вади од контекст, нам ни го Го става злоупотребува. пред лице и лично мислам дека тоа е историски фалсификат и историска невистина. Крсте, ќе те замалам само секунда, мораме да одиме на краток блок реклами, задржи си ја Не мислата, се па смеја. редот е на тебе. Ка повторно. Се враќаме веднаш Ова во е студиото. природна реткост. Назад сме во студиото, говориме што е поголем греф. Македонија или македонштината. Говориме за Крсте Петков Мисирков, човекот кој што, како што кажа господин Сотир, бил многу работи за кои што половина и не се знае, човекот кој што буквално ги поставил темелите на македонштината. Стигнавме до вас, господин Ивановски. Вие како актери ги знаете половина од овие реплики што ги говореле овие големи луѓе, ги имате манифестирано на сцената, нели, на како учевме, актер. ги учевме. И ги учевме нормално, да, и во училиште и така натака. Како тоа денеска ги заборава? Како ги забораваме? Ги забораваме. Прво сакам, ќе ви одговорам и на тоа. Прво сакав да продолжам неколку реченици само за Крсте Петков Мисирков. Вие имавте прилика да видите од телопот кој одеше. За мене е фасцинантно како македонец, традиционалист, веќе по не знам кој пат го кажувам ова. Секој голем македонец е најголемиот космополит во себе си. Ниеден голем македонец кој е оспоруван од страна на многу други комшијски држави пред се, соседни, дека тој е оспоруван и е напаѓан дека е бил националист и така натаму. Тоа е А друга тие во приказна. основа се сите космополити. Ниеден од нив немал претензии кон ниедна од соседните држави, нити Си го кон сака да шири да своето прави само. нешто друго. Сите тие големи луѓе се ставени во еден кош. Историјата како наука, кога ја слушаш вака е многу интересна како приказка, но како историја. Но историјата станува наука во оној момент кога ќе влезеш внатре и кога ќе ги почнеш да ги откриваш настаните кои хронолошки се случувале, врз основа на што, нели, дошло до тоа и тоа. Или што влијаело, кои се причините за да се случат последиците. Инаку сакам да ви кажам дека во представата во која јас играв за Крсте Петков Мисирков, ние го нарековме балкански лингвистички Моцарт. Браво. Браво. Имавме една сцена во представата, ја режираше Дејан Пројковски. Представата се викаше Последниот ден на Мисирков, ја напиша Јордан Плевнеш, и тоа беше една ретроспектива на животот на Крсте Петков Мисирков во еден ден пред да почине, си го враќа целиот свој живот, нели, низ разни слики и сцени кои му оставиле најмногу впечаток. Имаше една сцена, јас во представата мојата жена, жена му на Мисирков и син му, стално ги носев во една специјално направена количка како полжав на мене. Тие беа внатре и јас ги влечев цело време низ сцената. Имаше една сцена која нешто не беше добро и ја успеав да најдам, случајно или намерно, не е важно, еден интересен напис од Блаже Ристовски за Академикот мислите? да, академикот, за кој сега е па многу напаѓан по некои весници, по некои портали и така натаму, заради неговиот патриотизам, но тоа е друга приказна. Најдов еден интересен податок, го сместив во представата, тој податок мимо, нели, ова, и во истиот момент режисерот смисли една страшна сцена. Во позиција, кога биле во Санкт Петерсбург, тој ги носел неговата жена и неговиот син секаде. Немаат што да јадат, во еден даден момент тој ги кине своите собствени книги, им дава на својата, се најажив, на својата сопруга и на синот да јадат од листовите од книгите, за да се најадат. Тука лежи она што пред малку ме прашавте вие. Зошто помладите или многу од нас ги заборавија основните работи, кои сме, што сме и зошто сме? Затоа што, ќе ви кажам одмah, големи години уназад не се водеше сметка за тоа, него се водеше колку помалку знаеме за себе си, толку е подобро.
и во таа Југославија во која бевме, сум зборувал и на таа тема, не сакам да се повторувам и сега. Во овие последни 10 години, ние, јас не сум припадник на ВМРО ДПМН, но големиот наш водач Никола Груевски направи себе спознавање преку културата, преку уметноста, вклучувајќи тука театар, филм, истражување, локалитети, конзервирање, создавање на музеи, откривање на историјата, на вистината за нас, за себе си, кои сме, што сме, издадени книги, едиции, и јас стално тврдам и пак ќе повторам, ние веќе не сме македончиња, ние сме македонци. И ако продолжевме во тој контекст да одиме напред, ако не ни се случеше ова што пред 3 години почна да се случува, ние мислам дека полека ќе се етаблиравме онаму кај што треба, како космополити. Не како луѓе кои сакаат да живеат на сметка на соседни држави. Бидејќи низ историјата на назад, Македонија, освен во времето на Александар Македонски, кој не одел да освојува и да убива, него да шири космополитизам, нели, измешани луѓе, народи и така натаму, никоја држава во светот не поробила Македонија. Ниједна. А овде биле многу други држави, вклучувајќи и 500 години, нели, Турција. И така натаму. Мислам дека секој човек кој држи за себе си, кој се вика македонец, кој потекнува од македонски код, со македонска свест, национална, не во негативна смисла на зборот, мора да се врати на корените, мора да се врати онаму каде што припаѓа. Затоа што Ѓорги Пулевски вели вака: народ се наречуваат луѓе од ист род, кои говорат со еднаков збор и кои живеат и општуваат едни со други и имаат еднакви обичаи, и песни, и веселби. Тие луѓе ги наречуваат народ, а местото во кое живее народот се наречува таткоина на тој народ. Така и македонците се народ, а нивната татковина е Македонија. Така да, Ѓорѓи Пулевски живеел, односно било 1875 година, негде како и Крсте Петков Мисирков. А тој бил вака: галички ѕидар, македонски комита, револуционер, војвода, поет, учебникар, лексикограф, граматичар, фолклорист, историчар и идеолог, мегник на македонското национално будење. Овој човек знаел 26 јазика, Крсте Петков Мисирков, меѓу кои и санскрт. Оној кој го знае санскрт на прсти се бројат во светот. Таква величина од човек ние имаме, и сега таа величина, кога му ги изгореле книгите, заборави мојот пријател Сотир да каже дека е претепан до смрт, тој после тоа, нели, живее во една страшни болки, па почина во 926 година. Тоа бил страшен удар за него, нели? Тој мислел дека го освоил сето она кога ја напишал книгата, но доживеал една страшна казна заради сето тоа. Затоа што ја открил вистината. Пазете, се врти, почнува во еден, велеше исто Јордан Плевнеш во Еригон, и се завршува во еден. Историјата секогаш почнува, се врти и се повторува. Сега сме дојдени, или како вели Кочо Рацин, с ниско подпритиснати, и како вели уште кој ни ги скрши крилцата на галеби бели, нели? И така натаму, за да дојдеме во ситуација жестоко, не со гордост, него со страв да се одбраниме. Внесен ни е таков еден страв, да, пазете, не смееме знаме македонско да закачиме дома. Тоа е погрдно, не е убаво, грдо е. Националистички е. Нашето македонско знаме. Ја немам ништо против. Американецот, да не кажа, на секое место го има. Тоа е однос према државата, тоа е однос према народот, тоа е однос према институциите, тоа е однос према татковината, како сакате, спрема комшиите, спрема родителите. Се срамиме, треба да се срамиме. Знаете, дојдени сме во ситуација да се срамиме од самите себе си. Јас имам 4 влакна коса, не се срамам од тоа. Тоа е мојата природа. Јас го имам ова и тоа го кажувам. Не можеме да се срамиме од она што сме. Можеме да се срамиме од она што не сме, а сакаме да се представиме дека сме.
тоа е околу полната чаша за која пред малку нели ме прашував. Но некако работите се вртат во круг. Се вртат, па тоа го кажа, велам. меѓутоа никако да излеземе од тој круг и никако конечно да бидеме свој на своето и никој да не ни висне. Затоа што има грешна перцепција. Кога ви реков преска во овие 10 години се она што се случуваше, на некој му засмета тоа. Како вели Блаже Конески? Големо ви е името, ќе повтат да ви го земат. Но, ние не сме свесни колкаво име имаме, затоа сега пред малку нели спомна Сотир, за да го чуваме и да го одбраниме. Дојдовме во ситуација да размислуваме за вработување, дојдовме во ситуација да размислуваме нели за од стомак, како би рекол, за гол екзистенцијален живот, наспроти она која се вика татковина. Како велеше На крте порано било така, и порано сме били и сиромашни и угнетени, па останала Македонија. Но сега е, видете сега, тоа е така, но сега живееме во една технолошка или глобалистичка или неокорпоративна една идеологија која е страшна, или неолиберална, која не признава ништо повеќе освен ставање во машината и ти стануваш цивко, ништо друго. Како вели нели Маджунков, цивковци и ништо повеќе. Значи, која е идејата? Да те стават во машината и да престанеш да постоиш. Да те нема. Ти ќе бидеш живо суштество, но од друга страна ти го крадат животот. Оваа психологија денешна на глобално ниво го краде животот на луѓето. Буквално, нудејќи им живот, практично им го одзема животот. Создавајќи економии, а истовремено создавајќи и, нели како се вика? Кој е новиот живот? Зашто го нуди? Па, тоа е новиот живот. Значи, нудејќи го тоа, создава, нели, кобајаги економија со штедење, домаќинско работење, така нели викаше сега овој новиот ребаланс, а всушност цело време продуцира потрошувачко општество. Значи, трошете. Трошете до безкрај, значи, како да кажам, потрошете си и самите себе си. И доведени сме во една таква ситуација за што е малку помалку и помалку луѓе да мислат на себе самите, на државата, на татковината, за гол опстанок. Во тој контекст сакам да кажам уште една работа. Кај сум исто грешно перцепиран. Замислете, јас, не знам колку се сеќават, излегов на телевизија пред година и 2 месеца и си ја кажав својата историја. Кажав кој сум, што сум, како сум живеел, што сум живеел и така натаму, меѓу кое кажав дека сум возел такси. Знаете ли моите противници што велат денес? Оди, врати се, вози такси. Можам само да им порачам на тие исти лицемерни или луѓе со 3 лица. Тие исти такви, кои сега мене ми го велат ова, се воскитуваат на сиромаштијата на Норма Джин Бейкер или популарно Мерлин Монро. Тие се воскитуваат на сите големи глумци и пејачи од Америка кои биле дзидари, како што всушност сега прочитав, кои биле келнери, чистачи, кои биле, не знам, со дрога, чистачи и така натаму, станале звезди и тие се воскитуваат вака и гледаат. А мене дома, нивни, ми велат врати се вози такси. Не е проблем јас да се вратам да возам такси. Ја и ќе се вратам, но каде тие ќе се вратат? Тоа е грешната перцепција, Анита, на нештото, на само себе си, на гледање на воздигнување на човекот. Македонија секогаш имала еден парадокс да луѓето кои што се големи во Македонија секогаш биле повеќе ценети надвор, отколку дома, и тој до ден денеска, дури еве ќе го споменам големиот Тоше Проевски, повеќе се чини додека беше жив, надвор го цени отколку кај нас, да не одам низ историјата, нели, така натака, а токму поради тоа чинаме ни се случувало тие наши големи македонци да творат надвор од Македонија, немајки можност поради шпиуни, како што велат, нели, македончето си пати од шпиуни, да творат дома, твореле надвор, а дел од нив што твореле надвор, тие надвор земји сега си ги присвојуваат. Венко Марковски, видите го? Како вика Никола Јонков Апцаров, оваа земја по која сега чекорам не е моја, простете, туѓа е. Пазете колку е културен, за да не се навредат овие кои сега подпишавме добрососедство и соработка. Мене не ми е криво
Синоќ ќе го читав ова. За нивната желба да го направа тоа. Мене ми е криво што овој другиот што го потпише ова не го знае. Дури и Никола Јонков Вапцаров има училиште во Струмица, кај што јас живеев исто, се вика Никола Јонков Вапцаров, е доволно културен да вели простете. Значи, не сака да ги навреди тие кои живеат во таа земја каде што тој чекори, а не е негова. Тоа е големината. Во тој контекст, нели ви кажев, во Струмица, кога го спомнав преска Благо Јанков Мучет, Сандо Масев, исто жртва нивна. Тој има училиште во Струмица. Нивна, мислиш на бугарите? Да. Гера Сунев, имаше фабрика во Струмица. Боро Джони, и ден денес постои, музичко училиште. И уште многу, Јосиф Јосифовски свештарот. Да не спомнувам, што ќе им прави Заев нив? Како ќе се појави во Струмица кај тие луѓе? Имаат ли тие луѓе осет за овие? Мене не ми смета, нели, загинале, била борба, но не може да биде братоубиствена војна. Заради идеолошки разлики. Така? Ако ми дозволи сега. Еден парадокс. Сите овие личности што ги спомена биле жртви на бугарската фашистичка окупација. Така е. Меѓутоа, Златната петорка на новиот филм. Да. Струмица е градот каде што биле екзекутирани 5 млади студенти. И сведоштвото за нивната екзекуција, за жал, овдека нема документи, ги добиваме преку документите на ЦИЕ кои се отвараат после 50 години. Зошто на никој во Струмица не му текнало? Градот каде што по нивната екзекуција биле руинирани, сквернавени нивните гробови, семејствата што И било забранувано да одат да прават панихида и така. Панихида. И сега е време да се подигне еден споменик на нив. Не, тие четворица се закопани на едно место, само мислам дека Борис Белев е посебно закопан. Без разлика, без Значи, разлика. јас велам дека Да се е одолжиме. момент Да. да се одолжи општината Струмица. Прават, Предраг прават во Струмица, јас таму 27 години бев, горе-долу која година прават панихида во нивна чест, се читаат разни. Не, после договора со добрососедство, до посебна тежина има Ама веќе. тие не се жртви на тоа ситуација. Тие Не, се жртви на тоталитаризмот Да. се тие. Да, меѓутоа велам градот кај што не оставиле ни споменик да им гроб да им се во да им таа се- смисла зборувам. да им Инаку, постои споменик треба да им се изгради. Кога на сме тие пет тука, места. има уште една мисла, не ја кажав. Благо Јанков Мучето кога го убиваат во паркот во Струмица, бегајќи нели ранет од една куќа. Имав чест и него да го играм како монодрама, ви кажав. Го убиваат и го носат пред собрание каде што до вчера градоначалник беше Заев таму. Пред истото собрание го фрлаат на земја, го собираат народот во колона и ги тераат да го плукаат. Истите тие за кои еден од пратениците од нив во собрание кажуваше дека биле само 3 месеци фашисти. Истите тие, плукајте го, Благо Јанков Мучето, оној кој нема да го плукне јадел Кјотек со тие нивните големи пендреци до смрт. Се тие исти луѓе, мене исто не ми сметаат. Имаме иста историја. Во ред, си прифатил, но бар да се извинат. Германците, после Втора светска војна, секоја година најмалку по 5 пати се извинуваат на светот за она што го направија. Друга е приказната колку е таа војна која продуцирала и така натаму. Зборуваме ние, учествуваа во давањето на... Крсто, не е проблем. Не сите германци на биле... нацистите. Не сите германци биле нацисти ни тогаш. Не сите бугари биле Ама видите за сега, фашистите. ти си го носиш, Меѓутоа, ти си го фактот носиш стои. како терет тоа, твој народ го направил. Така. Ти не можеш мене сега како СДСМ да избегаш од СХМ. Ма гледај се апсурдната ситуација, сега баш пред некој ден имаше едно клипче, се вртеше по тие сетовите, кога се менува улиците во Скопје, тогаш Бугари убици. скандирањата, обидот за влегување во градското собрание и лупањето по зидовите таму, бугари. Сега Не, бугари убици, Би сакал а само- сега подпишаат договор со тие бугари. Сакам сега Многу вас во двајца да ве прашам, ти и текнува. ве следам подолго време во оваа емисија, во која здушно многу ви помага Анита. Сега се случува една голема работа. 11 октомври.
Па ние го поставивме прашањето, ќе го славиме, не, ќе друго- славиме. ќе славиме. Не, друго сакам да ве прашам сега. Бидејќи јас сум од сферата на културата, ние имаме Награда. награда 11 Државна. октомври, државна. Таа награда се добива нели за долгогодишна твоја заслуга и така натаму во полето на уметноста од разни области. Сега, и не само нели во уметноста, јас се зборувам од јас сум актер заради тоа. И таа награда е услов да добиеш национална пензија, која сега овие не ја укинуваат, него ја задржуваат не на она ниво најголемата исплатена пензија, него прават една фиксација на сумата и ништо повеќе од тоа. Ќе зборуваме овие денови, не сакам за тоа, ќе зборуваме на парламентот, мислам имаме во комисија за тоа да зборуваме, не ми е тоа битно, битно ми е сега таа награда, која нели е таква востановена, како ќе се вика? Нели 11 октомври е денот на нападот на участокот бугарски во Прилеп. Односно, тие биле бугари. Кога е нападнат, не на ден. Сега зборуваме. 11 октомври е ден нели на народно-ослободите, почетокот на народно-ослободителната борба на Македонија против антифашизмот. А ти си ви кажа, Не беше ти. Ти Те праша, против кој пукале нашите? Не сега, кога супер. востанале? На свадба ли пукале? На Сега кого кажете пукале? ми, таа награда 11 октомври, како ќе се вика? Ден на братоубиствената борба, ден кога поголемиот брат го натепа малиот за да биде послушен, како ќе се вика таа награда сега? Мене не ми е јасно. Ја не можам да го разберам. Што правиме со Борка Талецки? Што правиме со Кузман Јосифовски Пито? Што правиме со Мирча Ацев? Со Страшо Пинџур, на пример. Сите предадени, одиме- предадени и убиени од бугарите. Од бугарите, така. Гоце Делчев да не го Мора забравиме. да одиме на краток блок реклами, ќе ја замолам режијата веднаш потоа да го пушти и вториот телоп за Гоце Делчев кој што има подготвено, па за крај да го прокоментираме и него. Револуционерното дело на Гоце Делчев преку неговата мисла, изреки и дејствување. Ослободувањето на Македонија лежи во внатрешното востание. Кој мисли поинаку да се ослободи Македонија, тој се лажи себе си и другите. Гоце Докаранов, 1895 година. До кога ќе го трпиме ова срамно робство? Гоце пред Штипјани, 1896. Македонија има своји интереси и своја политика. Таа им припаѓа на сите македонци. Кој копне, кој работи да ја присоедини кон Бугарија или Грција, тој може да се мисли за добар бугарен или грк, но не и добар македонец. Ние не можеме да правиме политика, ниту да им дозволиме на други да прават политика со Македонија. Кога да се прави востание, ќе реши народот. Крвта на народот е скапа и не сакаме да ослободуваме трупови, туку жив народ. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали има друг народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Гоце на Даме Груев, 1894 година. Кој знае дали има народ што трпел толку многу од своите синови изроди како македонскиот? Писмо до Малешевски во 1897 година. Семожни изроди те јадат и ти создаваат пречки. Гоце до Зографов, 1897 година. Кураж и силна вера во себе си, тоа е силата што ги дава сите успеси. Гоце до Малешевски, 1899 година. Ако за луѓето времето е злато, за нас е безценето. Гоце до Малешевски, 1899. Нека не се губи времето, тоа е толку скапо, дека со ништо не се купува. Гоце до Малешевски, 1900 година. Моралната револуција, револуцијата во умот, срцето и душата на еден робски народ е најголемата задача. Гоце пред членовите на организацијата во 1901 година. Со молчење и бездајност од никаде ништо не излегува. Гоце до Белешков, 1902 година. За да се здобиеме со слобода, треба да се бориме. Штом вие ќе го чуете гласот за востание, нема друго што да правите, освен да ги грабнете пушките и да се соедините со четите. Од агитација пред населението во Македонија, 1903 година. Еден голем македонец и неговите размисли за Македонија, Предраг Повели. Па добро, за оваа пригода ја донесов книгата Политиката на теророт,
македонското револуционно движење од 1893-1903 година од Данкан Пери. Ова е интересна книга, објавена 1988 година, меѓутоа кај нас се објавена во 2001 со помош на Фондацијата Отворено општество Македонија Сорос. Сега мора да напоменам дека е исклучително значајна книга, не велам дека е идеална, имаше одредена низа забелешки што беа објавувани во списанието што го објавуваше Фондацијата Конрад Аденауер. Меѓутоа, во оваа пригода ќе се послужам со два цитата, поврзани со Гоце Делчев, во кој првиот вели: во целина концептот за национална свест, роден во Западна Европа во текот на 19. век, во Македонија немал цврст корен во испитуваниот период. Најмногу што може да се каже во овој поглед е дека во доцниот 19. век со подобрените комуникации се зголемила индивидуалната мобилност и дека во Македонија се формирала една мала образовна елита. Со засилувањето на образованието во почетокот на 1880 година, меѓу интелигенцијата постапно почнала да се раѓа една суптилна, дури и несвесна солидарност. Таа особено се манифестирала меѓу учителскиот кадар, иако ги допрела и другите професии. Главно, тоа биле луѓето кои се здобиле со некој вид повисоко образование, гимназија, воена академија или во ретки случаи универзитет, најчесто во космополитскиот Солун или во Битола, понекогаш и во странство, кои доста научиле и кои сакале наученото да го применат во родниот крај. Ако воопшто и се идентификувале национално, тоа најчесто го правеле како бугари со оглед на верската припадност на екзархијата. Тоа што презга што Тоа што го кажете. И затоа што најчесто биле школувани во бугарските училишта. Меѓутоа, дури и на ваквите групи изгледа националната припадност не им била од особена важност со оглед на фактот што изворите од тоа време, па дури и кореспонденцијата на една таква фигура каква што е легендарниот Гоце Делчев, на словените од Македонија посочува како на бугари во наводници, но на еден толку попатен начин, што се чини дека тој воопшто не ја зел предвид контроверзноста на оваа определба. Значи, кога има забелешки дека се изјаснил како бугарин, овдека е ставено во наводници. Така. И му не дава исклучително големо значење, само попатно го Она што го нагласил говоревме за тоа. црквата, за припадноста тоа. на црквата, така. Баш така. Сега. И другиот сегмент, разговор со генерал мајор Даниел Николаев, инаку бугарин, роден во Бесарабија, кој бил член на и председател на Врховниот македонски комитет, и со него разговарал Гоце Делчев. Делчев, кој во длабочината на своето срце бил популист и застапник за мобилизација на селанството, го загубил трпението и одговорил дека нашата борба е борба за нашиот живот или смрт. Не ни се потребни другите да ни речат дали ќе живееме или ќе умреме и кога. Народот ќе реши кога ќе почне востанието. Знаејќи го ова, нам не ни се потребни никакви протекторати. Сега, во контекст на Илинденското востание, и бугарскиот карактер сега што се обидуваат да му го Овде се вели јасно. Овдека стои сосема јасно чива. На самиот крај сме на емисијата, ќе ве замолам уште по една реченица да финишираме. Јас само нешто ќе прочитам. Сотир нека каже. Па не, јас почна со една случка, сега ќе завршам со една кратка приказна, мене што не си има случајно, а испровоциран сам од нациболшевистичкиот екзибиционизам, што денови ни го приредија Красимир Каракачанов, министер од бугарската влада, кој овде кажуваше блювотини дека се е бугарско. Значи, бугарско е ова, бугарско е во Србија, бугарско е во Париз, само во Бугарија не е бугарско и нема бугари.
му се придружи Божидар Димитров, Екатерина Захариева, 24 часа вестникот, еден новинар кој ни дојде во Македонија и кога праша има ли малцинство во Бугарија македонско? Не, тако ја не знам. И за мене тоа е наци-болшевистички екзибиционизам, бидејќи знаеме кои се нацистите, само една раса, една нација, болшевистите па не признаваа малцинство, ја тоа си го склопив и еве зошто. Јас и лично го имам тоа доживеано. 1983 година сум во Бугарија, државна делегација на младината на Југославија, има таму една конференција за Балканот како не нуклеарна зона и така натаму, и после тие 2 дена одиме во 6 дена билатерална посета, тројца од младината и 2-3 од службата, и кога го правиме планот кој каде ќе зборува, во културниот дел ни е риблја чорба, бидејќи јас сум македонец и мене ми викаат од 5 митинга ти ќе зборуваш на 3 митинга, на конференцијата не зборував и си задолжен за културниот дел. Им го даваме планот на бугарите и бугарите не дозволуваат јас да зборувам. И шефот на делегација ни каза зошто? Ами Сотир Костов е раководител во Македонија, не е во Сојузот, во Белград и оне ми објаснуваме дека не е така, бидејќи сум член и на тоа претседателство и не си. И ние правиме инцидент и викаме се, или ќе се повлекуваме и ќе правиме меѓудржавен инцидент, или што, и рекоа јас да одлучам. Верувајте ми, ќе се смеете, мене ми приваѓа Бора Чорба, со кој извореден пријател сум и до ден денес, и ми вика, Македонац, ајде вика дозволи вика ние да се умешаме и ова работа. Ај вика, нели гледаш, лудуват по нас. А пазите, концерти правеја 10.000, 12, 15, тоа време Бугарија такви концерти немаше. Тоа беа Битлсите за Бугарија, значи Риблја чорба 83 година во Бугарија. Ова е документирано и филм има и све. И вика, ај дозволи да ги надмудриме, не се повлекува, а ја бев спремен да се вратиме и да прекинеме. Вика, го знаеш нашиот репертоар, те гледам на шфанси, добро соработуваме овие 4-5 дена, вика. У даден момент, вика, ќе го земиш микрофонот, вика, ќе не најавиш, вика, тоа ќе биде ван протокол, вика, и вика, ги знаеш кој песник им ги отпеам. И кога ми кажа како е лепо бити глуп и дека остани џубре до краја ќе им ги пее у брк, ја викам, важи, ти прифаќам. На крај крајава па и не мора се црно да гледаме. Им ги почнува сите концерти, им ја пее како е лепе бити глуп, им ја пее остани ѓубре до краја, мене ми направи, ќе да ти кажам, се радуваат бугарите, ама вистинските бугари, младите кои лудуваа по ова, а овие секогаш беа незадоволни. И пазите, на секој нареден концерт му забрануваа да ги пее овие 2 песни. Верувајте ми, човекот е жив и здрав, може да потврди, тој дали на почетокот, дали во средината, дали на крајот ги пееше овие песни и ми направи еден голем кеф, а ова не случајно го кажува. Знаеме Бора Чорба е србин, знаеме дека сега има некој одиум против србите се фрла во Македонија, демек тие биле поголемите наши непријатели од бугарите. Не е точно. Еве и кога србин му помогна на македонец да не се осеќа инфериорно, туку да ги надмудриме, ја вака ви рекол. За сите наци-болшевистички екзибиционисти бугари што во овие денови во Скопје ликуваа, им ја посветувам песната Остани џубре до краја. На нашите глупи политичари кои не знаеа што подпишаа, и оскрнавија македонскиот јазик и македонскиот народ и држава, им ја посветувам како е лепо бити глуп. Нека ја чујат, а за македонскиот народ и за бугарскиот народ кој неверојатно македонскиот се го сакам, а бугарскиот го почитувам, ги подсетувам нека слушнат песната Погледај дом свој анџеле. Таму све е кажано. Молим те. Јас би сакало брзо ќе кажам, а да завршам со неколку мисли на големиот Гоце Делчев, тој вели вака. Македонија има своји интереси и своја политика. Таа им припаѓа на сите македонци. Кој копне, кој работи да ја присоедини кон Бугарија или Грција, тој може би за себе да мисли дека е добар бугарин или добар грк, но не и добар македонец. И уште една последна вели, ние не можеме вели да правиме тоа и тоа, ама не смееме да дозволиме да други да прават политика со Македонија. Кога да се прави восстание, ќе реши народот. И сега каде е космополитизмот? Вели, се е ова добро, но вели, крвта на народот е скапа. И ние не сакаме да ослободуваме трупови, туку жив народ. Се надевам дека господинот Заев го слуша ова и дека имал предок кој многу подобро и повеќе и по космополитски мислел од него.
Јас ќе ја завршам оваа емисија со овие две ваши приказни и делови од Гоце Делчев. Сметам дека не треба да додадам ништо. Повторно се гледаме во петок, кога финишираме со овој со името, серијал. Македонија. Завршуваме со името. Останете на фреквенцијата на ТВ Нова и секако гледате повторно во петок, како што кажавме, зборуваме за името.